Почитувани гледачи, добар ден, добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Како што умам секогаш да кажам, подкаст за народот. Ова ни е прв подкаст после првиот круг на локалните избори, а денеска со нас за да ги сублимираме впечатоците еден верен наш соработник, председател на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добар ден. И да не кажам, чувствувате се како дома, зашто вие сте како и дома? Благодарам, се разбира. Се чувствувам како дома и благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Господин Јорго, сакам да ве запрашам, вие сте единствената партија од двата политички блока која настапивте самостојно на овие локални избори. Честитки до вас за храброста. И ако може еден сублимант да кажеме што беше и како беше, како помина првиот круг на локалните избори. Па види, за нас, знаевме пред да почнат изборите, пред 2-3 месеци и повеќе, па можем и да кажам и пред 2 години, и 3 и 5, зборувавме дека изборите во Македонија се екстремно криминални. Тоа значи дека криминалниот изборен закон не ни дозволува да одржиме фер и демократски избори во Македонија. Подолго време. Значи, за жал, имаме изборен законник кој што е криминален, а што значи тоа? На повеќе начини. Овој криминален изборен законник му дозволува на партиите кои што имаат своји пратеници да ги земаат сите пари од народниот буџет. Ова година се додели за локалните избори 7 милиони евро. Од кои 97% тие ги зедоа, значи што се во собрание што имаат своји представници, од кои 2 милиони и 800 евра опозицијата и партиите на власт. Кој го смисли овој закон? Овој го смисли закон криминалци кои го смисли, пратеници криминалци и политички партии како СДС, ДПМН, ДУИ. Тие го смисли овој закон, бидејќи ние знаеме, тие сакаат цел живот да останат на власт. Нас ни поделија негде околу 30-40 денари, ние како демократи ги одбивме, бидејќи да ни дае многу повеќе немаше, затоа што ние мислиме и сметаме, а и тоа е точно, кога одиме на избори, почнуваме од нула и сите кои учествуваат на овие избори треба да добијат подеднакво финансирање и застапеност по медиумите. Со тоа што не ни дадоа пари, не блокираа по сите медиуми, радија, телевизии, портали и вестници. Да не зборувам дека овие избори, како и сите избори, и опсе кажа дека се избори криминални, бидејќи постои заплашување, постои подкуп. Пазете, подкупуваш со пари за да гласат, од тоа поголем криминал нема. Значи, ние ако имаме 5 милиони евра... И брашно нудеа. И брашно. Да, брашно. Не е битно брашно, пари нудеа, све нудеа. Значи, ако имаш 5 милиони евра, 100 милиони евро, оди купи ги сите и така да бидеш победник на овие избори. Мислам, ние како демократи, јас како човек тоа никогаш не би го направил. И стварно овие избори беа најкриминални избори во историјата на Македонија. Зошто? Затоа што дозволија, значи, здруженија граѓани на Македонија да се пријават на овие избори со 2 потписи. Тоа може баба и дедо да ви потпиши и вие да се кандидирате за градоначалник или да имате своја советничка листа. И со тоа се креира еден огромен број на листи за градоначалници и советници во Македонија. И тие 3% што требаше да се делат помеѓу другите политички субјекти, здруженија и граѓански листи,
испадна дека се делат негде 30 до 40.000 денари и ние поднесовме, се разбира, до Уставниот суд преставка, уште немаме одговор од Уставниот суд, дека ова е незаконски, противуставно, да си ги земат тие сите пари и велат одиме на избори. Како ќе одиме на избори? Нас нема нигде, тие не знае како да ги потрошат парите. Овие криминални структури како СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци, а се разбира и сите кои што имаe дали 1, 2 или 3 пратеници земаe поголема сума на пари, негде околу 300-400.000 евра, за да се рекламираат, додека нас нула. Но господин Јорго, верите дека и баба и дедо може војне војко да се потпиша за да се кандидирате, но знаеме има политичари, да колеги ваши кои се исто председатели на партии, кои сите знаеме дека за да се основа партија треба 1000 потписи. На овие локални избори 1000, значи основачите не го гласаа. Што значи дека види, имаше нормално некој кој што не добија гласови доволно или воопшто многу мала сума на гласови, но тоа мене ништо не ме интересира. Мене што ме интересира ние да имаме фер и демократски изборен законник. Не се работи за демократи, не се работи за мене да влеземе и да бидеме граначалници, советници, па и во собрание, се работи за едни генерации. Се работи за наредни 500 години. Ние мораме во Македонија да имаме фер и демократски изборен систем. Поточно законник. Што значи тоа? Тоа значи дека за сите учесници кои што учествуваат, си му дозволил да учествуваат на овие избори, нормално партии и граѓански листи, да ги имаат сите услови. За жал, за ова не се борат партиите кои што се на власт, поточно кои што се и во опозиција, а имаат своји представници во собрание. Пример ќе земам Левица. Левица како партија е регистрирана, но за жал полека, но сигурно прераснува во секта. Зошто го викам ова? Затоа што има 6 пратеници. И по некоја основа на законот тие не добија пари како и ние. И сега тие се бунат и велат каде се нашите 400.000 евра. Значи не се бунат како демократи, како јас. Дај да го промениме криминалниот изборен законник, дај да имаме фери демократски избори, подеднакво се разбира да се распоредат финансиските средства за сите учесници и време трајање по медиуми, не зборуваат за и други точки што се важни, како што е, да речеме, отворени листи, без праг, една изборна единица, нешто спомнаја пред пола година, као нешто е една изборна единица, и на тоа останаја. Не зборуваат како да се спречат овие избори да не прераснат во криминални. Ние велиме да се постават камери на секој избирачко место, да не можеш да крадеш и други се разбира методи да се користат. Значи, мене ме чуди една работа, што партии кои што пред да имаат своји представници во собрание, кажуваат приказни, но кога ќе дојдат на власт, не мора да владеат. И опозиција да се, кога имаат своји пратеници, тие партии треба да се борат за сите, како ние што велиме, промена на криминалниот изборен законник и нудиме 5, 6, 7, 8 точки кои што веќе ги спомнав. Значи, ние имаме тука една лепеза на криминогени политички структури и се разбира нивните лидери со главните што му се во партите, тие само гледат да се доберат до власт, да влезат во собрание, да земат што повеќе директорски места, не ги интересира вработувањето, да биде по основа на квалитет, стручност, нив ги интересира, сега имаме шанса, дај сега ќе вработуваме, ќе земаме директорски места и така да ќе се шират наводно нивните партии, ќе имаат своји гласачи кои што ќе работат, ќе бидат финансирани од нас, од нашите пари, за да можат за нив да гласат. Ова е катастрофа и ние одиме понатаму да се бориме уште појако, уште посмело, да го промениме овој изборен законник. Повикувам до сите партии кои што мислат дека не се дел од ова
политичка банда, од ова политичко здружување што го викам дел од СД, ДПМН, ДУИ, и знам и Влен и веќе левица влегува во нив, за жал и други помали. Да дојдат да ни се придружат и други помали, да дојдат да ни се придружат и да се избориме што побрзо. Заеднички направиме еден фронт за промена на изборниот законник, поточно за промена на криминалниот изборен законник, бидејќи дали ќе имаме другата година вонредни парламентарни избори или после 2 години нешто регуларно, ние не смееме да дозволиме повеќе да одиме на избори со овој криминален изборен законник што владее. Имаш и партија од власта, така да кажам, иако, мислам, се вбројува дека е во власта, но ништо нема, која се побуни исто така во однос на паричните средства како се распоредени. Ова сето што го говорите, секако дека многу тоа држи вода, и е така, но имам впечаток дека работите можеби бавно, но некако се движат. Сакам да ви честитам, вие за прв пат во вашата историја освоивте советник во општина Петровец, честитки, но сепак имам впечаток дека сте ограбени на некој начин, како да не е ова правата сила на вашата партија. Па види, ние имаме право да сумњаме, не можеме да го докажеме дека не крадеа, но поготово бидејќи демократи е противник на сите овие партии што ги спомнав, тие се ќе направат за ние да не успееме на политичката сцена. Еве ќе ви дам еден пример со Тетово. Имавме кандидат за градоначалник, беше Изет, господинот Изет Зајнеловиќ. Има 4 браќа во Тетово. И во една изборна единица, кај што еден од браќата живее и гласаше, ја се разбира и други луѓе со него, таму има 0 гласови. Јас се видов пред некој ден со него и ми вика, ова не е возможно јас да не гласам против брат ми. Значи, таму може да има слободно 30-40 гласови, кои што тие луѓе се блиски, да гласаат за нас, за демократи, за Изет Зајнеловиќ, замислете 0 гласови. Јас во Битола се борев против криминогени структури. Градоначалникот од ДПМН Коњановски се разбира господјата кој што беше 12 години советник, од кој последните 4 години беше председател на советот. Можете да замислите, цела Битола зборува, труби дека еве тие крадат пари. И јас ги прашувам како крадат пари, намерно тоа го ги прашувам граѓаните на Битола, па вика во соработка со криминогени бизнисмени кои што ги добиваат тендерите. Бидејќи ние сите знаеме, преку тендери многу пари се кради, тоа што значи одреден процент одат за градоначалниците, за советниците, за пратеници, за владата, за министрите, тоа ние го знаеме и за политичките партии. И јас тогаш баш му реков дека вие тогаш не би требало кога зборувате вака да гласате за нив дека е така, а второ, јас како ваш иден градоначалник, како ми ја дадете довербата, ќе направам финансиска ревизија, ќе повикам јавното обвинителство, финансиската полиција и своите им ќе си имам, ќе ги испитам овие приказни што ги зборувате. Тие викаат дека овие крадат и замислете пак добре најпоќе гласови. Јас не можам да ги разберам одредена група на гласачи, но можам слободно да кажам дека ова група на гласачи е гласачи што доаѓа од ДПМН и од СДС, криминалната партија. И тие се делат така да се случи нешто што не може да се случи во реалниот свет, одредена група на приватни бизнисмени незадоволни од СДС, а тие се дел од СДС, ја поддржаа советничката кој што беше Габриела за градоначалник и доби повеќе гласови, замислите, од СДС, бидејќи си ги поделија помеѓу нив гласовите. Сега, кај се нашите гласачи на демократи? Јас знам дека некои гласачи доаѓаат и ќе дојдат во иднина и од овие политички криминални структури
и ќе ни се приклучат и ќе гласат за нас. Но нашите гласачи се гласачи кои што не излегоа да гласат. Во Битола 48% излегоа, во други општини знаеме негде немаше консензус од 33%, негде не излегоа ни 20%, негде 35%. Но зошто е тоа така? Зошто? Затоа што луѓето... Толку мала излезена. Да, затоа што луѓето се револтирани и на никој као еве ние не веруваме. Па вака е порака до луѓето, јас да упатам и имам упатено после изборите, дека ако вие, поточно ние, што сме против ова багра, СДС, ДПМН, ДУИ, ВЛЕН, Знами и Левица, значи треба ние, вие да излегувате да гласате. Нашите гласови доаѓаат од тие дома што седе. Ние зедовме гласови, јас не сум задоволен, се разбира, нормално очекував многу повеќе, но во иднина, ако сакаме да креираме и квалитетни општини, економски, мојтни, да имаме да владее законот и правото во овие општини и во државата, сега доаѓаат парламентарни избори. Мора народот да излезе и да гласа. Никогаш нема 100% да гласаат, но може да излезат од овие 55% што не излегоа генерално низ Македонија 60%, да излезат доволно 10-15 плюс и да гласаат и демократи да почни да ги освојува гласовите и да имаме и пратеници и се разбира да може да промениме. Затоа што со седење дома не се променува, бидејќи овие криминални структури имаат доволно гласачко тело дисциплинирано, излегуваат, а некои од нив се заплашени, подкупени се разбира, тоа е тежок криминал, и мора да излезат као наводно на гласај. Затоа сепак велам дека кривицата е во нас, во сите тие што не излегоа. И секогаш ќе победуваат овие криминални структури ако не се излегува на гласање. Не е решението јас сум нервозен, на никој не му верувам, повеќе за никој не гласам. Тоа е нешто што овие големи структури го сакаат, што победуваат стално. Сакаат тие да те направат апатичен, депресивен, да не веруваш дека може да се промени нешто и сакаат да не излезеш на гласање, затоа што имаат тие доволно секогаш нас како демократи да не победат на избори. Би сакал да запрашам за филингот, за чувството. Дали сте рамноправни, дали бевте рамноправни во однос на, би рекол, медиумска застапеност, еве имавте тебе дуо како кандидат за градоначалник на Битола со сите други останати кандидати за градоначалници на јавен простор. Дали имавте, јас иако го гледав дуелот, имам впечаток како да немавте сите под еднакво време, како да немавте сите да се искажете. И како подпрашање би додал дали и други телевизии ве поканија, дали како тоа беше? Видете, медиумите што не поканија, тоа се Телма, сите 8 кандидати, Македонската радиотелевизија и ТВ24, ја користам приликата да им се заблагодарам. Тие не поканија и негде, ево, например, Македонската телевизија имаја многу добар систем, скоро сите да бидеме застапени исто. Не. Телма имаше некој друг систем каде што не бевме застапени пола сат, градоначалникот, советничката и од СДС и праве мовет помеѓу себе, тие реплики, па контрареплики, тоа е невидена глупост. Значи, треба да се воведи систем каде што точно сите ќе имаат временски да разговарат. Секој по една реплика, како што беше во Македонската радиотелевизија, исто беше добро во ТВ24. Значи, друга работа е што, пример, еве еден пример, ќе земам, националните телевизии не покана и се покажа како фер. Зборувам дебатите. Во Битола имаме ние регионална телевизија, се вика ТВ-тера. Тие нас не поканија на дебата, 4 кандидати само поканија и тие сите овие кандидати имаат своји, имаат уште, не е уште променето, али и се менува се, значи имаја поточно кажано, своји представници во Советот и имаја градоначалник, преку Коњановски.
Значи, ние опозицијата бевме тотално исклучени. Зошто? Затоа што газдата на ТВ-тера, му кажав, изборував пред ТВ-тера и пак ќе му кажам. Не дека не е фер, ова е криминален акт. Креира јавно мислење. Значи, со исклучување нас, на четворицата кандидати, јас сепак сум од политичка партија, кој што работи повеќе години и е доста активна и се бори за добро нешто, да не исклучат, тоа е катастрофа. Тоа е намерно направено и за ова човек треба да добие на голема тужба, затоа што не само што не е фер и демократски, туку го креира јавното мислење пред тоа исто као гласајте за овие. Овие другите не се важни, тоа ни се случи и се разбира со тимот таму што се тие новинари и така натаму. Чувствувате дека одредени структури беа исплашени во однос на вас заради тоа, на пример, би го направиле тоа во однос на да добиете повеќе гласови и така натаму? Па тие се секогаш исплашени, Трајче, затоа единствени во Македонија единствени се демократи кои што нудат, имаат најдобра програма, најдобра идеологија, кои што ја кажуваат вестината, кажуваат кои се криминогени групи, кажуваат кои се криминогени здруженија, поточно партија, ајде да ги кажам, некој да не ме разбери погрешно, оти некој можда нема да разбери што значи криминогени здруженија. Значи, ние кажуваме вистината овие 35 години кој ја уништува Македонија. Но нашата поента не е целта да зборуваме кој ја уништува Македонија. Ние даваме најдобри предлози. Еве го овој пример со изборниот криминален закон. Мора да се промени. Никој такви предлози не дава, ние даваме комплетно предлози. Околу 10 предлози. Со тоа, значи, е најважно системот да го промениме на избор на нови кандидати. Не можеш ти да имаш криминални избори да очекуваш да дојдат на власт честни луѓе. Кој ги спроведе овој криминални избори? Кој го креира овој криминален изборен законник? Криминалци во собрание, владата, луѓето што може да го променат и криминалниот изборен законник. Значи, како ние имаме, зошто е направен овој криминален изборен законник? Направен е за да можат на многу лесен начин само големите политички криминални структури да доаѓаат на власт и да владеат уште 100 години. Но, за жал, нема да владеат, бидејќи ние набрзо мораме да ги рушиме, да ги туркаме од власт и наредните избори парламентарни, законот мора, изборен закон да биде променет и се разбира да добиеме повеќе пратеници и да почнеме да ја спасуваме Македонија и нашите општини и градови и села. Можно ли е на некој начин власта да ги намести, свесно или несвесно, овие локални избори во однос на сите оние работи кои ги направија, кои претходеа фактички на избори? Па види, со самото тоа што имаш криминален изборен законник, еве ти замисли, не ти даваат пари, тие земаат по 3 милиони евра, се рекламираат, не знае како да и потрошат парите. Јас гледнав еднаш на телевизија YouTube канал и ми излегуваат градоначалници таму. Значи, дали се тоа портали, дали се радио, вестици, да не зборувам за билбордите. Еве еден пример ќе ти кажам. За мене во Битола, во Струга, кандидатот наш за градоначалник немаше билборд. Тие си ги собраја сите. Или ако ти остават, ќе ти остават 2-3 во најлоши локации. Не можеш ни и да имаш пари да се рекламираш, забрането е како што објаснат пред ова. Не можеш. Значи, ако не ти дај тебе дик, парите овие што се делат за избори, ако не добиеш пари, ти не можеш да се рекламираш. А за билборди можеш, ама вака велан. Прво, најдобрите локации и ќе соберат скоро сите, 99% локациите, партиите што се на власт, опозицијата и парламентарните партии. Значи, видите каква предност огромна. Тоа е, вели, нема пари, нема рекламирање. И сега ти ако не се рекламираш по телевизија, по вестници, по портали, ни остана само на Фейсбук да се рекламираме, благодарение на Фейсбук и се рекламиравме, и флаери да делиш. И да зборуваш, се разбира со луѓето, додиш по селата и
во градо и да зборуваш со луѓе. Значи, Тоа е, нас да ни е видиш некоја фирма. отежнато ше на почетокот. Второ, кога опсе и другите сите ние знаеме, да заплашуваш, да вработуваш за да гласаат луѓето за тебе, да му се закануваш, бидејќи тоа вели, ако не гласаш, ќе ти избркаме од работа. Шо поголемо тоа криминал? Какви се ови избори? Ови не се избори. Ова е касапница. Јас затоа му зборувам и на другите ајде да речем, понови, помали партии да се ние здружиме и на здруженија и на граѓани кои што планираат во иднина да се кандидираат со одредени позиции, дали ќе бидат советници, градоначалници или пратеници, ние мора да се обединиме и мора заеднички да се избориме да се промени овој криминален изборен законник. Така да запамти ова, ќе ти кажам, најкриминални избори во историјата на Македонија се спроведуваат сега нови локални избори. Дали беше спин и игра на владеачката партија ова што го направи фактички да од овие тоест на овие избори да има два потписи луѓе да се кандидираат во однос на да ги намали гласовите на помалите политички партии? Тоа е точно, направено е намерно за да, пример, нашата партија Демократи не добие повеќе гласови, не усвоиме повеќе советнички места и се разбира за градоначалници. Да ги исцепка. Да ги исцепка. Знаете колку листи имаше? 144 листи. Никогаш не. Во Битола, само во општина Битола има 16 советнички листи, 8 кандидати за градоначалници. Тоа се 24 листи. Земи сучи, дели ги гласовите по колку ќе добиеш. Значи, намерно да се разводнат гласовите за да не може Демократи како партија, бидејќи ние можда резултатот не е добар и не сме ние задоволни од овој резултат и затоа ги молев граѓаните на Битола кои што не поддржуваат и сакаат да гласат за нас, да излезат да гласат и за жал не излегува во доволен број, затоа е резултат е. Но уште полошо е со 2 гласа. А Уставниот суд пред 6 месеци поништи и некои таму делови од законот и му кажа на собранието: ќе си донесете нов закон, поточно, точно да одредите колку треба проценти да соберат независните листи, граѓаните кои сакаат да се кандидираат. И замислете, немаше кворум намерно, не се донесе тој нов закон, ДИК како криминална институција, бидејќи тие се луѓе од СДС, од ДПМН, од ДУИМУ и од другите партии, значи почнувајќи од председателот донесоа одлука, криминална одлука. Криминална, не знам зошто Уставниот суд за ова не ги брка и не го спречи, да го требаше да спречи. Со 2 потписи да може секој кој ќе му текне во Македонија да се пријави за кандидат за градоначалник и да направи советничка листа. Па ова е све направено, бидејќи тие знаат, сега ние како партија растиме и сме повеќе и повеќе присутни. Не сме ние присутни по телевизии, поготово национални телевизии, бидејќи тие национални телевизии се криминализирани телевизии, тие се учесници во уништување на Македонија. Зошто ќе речиш? И други телевизии и портали. Затоа што ќе му кажат владеачките партии или други партии кои се во опозиција, тие права, немојте да ги викате демократи, немојте да викате Јорго и нивните луѓе, оти тие све што кажуваат, ја кажуваат вистината, а не дека народот не знае. И нивните гласачи знаат, но ние ги подсетуваме. Секој момент. Затоа што ти не можеш да си национална телевизија, да продаваш Македонија и својот народ, за некоја политичка партија да форсираш да победува. Не е проблем со рекламите. Кој ќе има пари ќе се рекламира, како конкретниот случај. Ние знаеме дека парите се распоредени криминално. Но проблем е, ако еден новинар во Македонија, кој и да е, дали е портал, ова го зборувам за сите се, повеќето се тешко криминализирани и фаворизираат овие криминални политички структури. Што значи тоа? Тоа значи дека тие се соучесници во уништување на Македонија 35 години, во уништување на еден народ
кој ќе викам народ, тука зборувам и за македонци, турци, албанци, власи, сите граѓани, бошјаци, роми и торбеши и така нам што живеат во Македонија. Знаете какво зло е тоа? Тоа е злосторство. Значи, нашите нашите телевизиски куќи, портали, медиуми се претворени во дувло на криминал, за да земат некој денар, за да обстанат, за да можат да живеат малце подобро, тие ја продаваат Македонија на криминалните политички структури, кои што 35 години не уништуваат, и исто така многу новинари. Самите тие ќе се препознат, но само ова порака да пуштам до медиумите. Ако мислат дека се мојкни, ако мислат дека све можат се лажат, еден ден демократи со помош и заедно со народот ќе дојди да ја менаџира Македонија, да ги менаџира општините. Нема да биде секогаш те ова партија, те она партија криминална, пее се градоначалници 30, 10, 20, ние имаме 70, 60 пратеници. Ќе се менат работите. Гледам дека бирате зборови, не верите да владее, него да ја менаџира државата. Па трајче доста владеа, дошта не уништуваат кога владееш, тоа е диктатура. Владење е нешто кога владееш, значи ти важно ти е да победиш, твојата партија, ти да бидеш премиер, министер, преседател, не е битно што пратеник. Не е битно тоа, битно е да ја менаџираш, да дојдеш со помош, пак ќе кажам, со паметни, интелигентни граѓани во Македонија. Има многу што заминае, но има уште во Македонија квалитетни граѓани, кои што вредат, кои што заедно со нив, и секојаш ги повикувам, заедно со нив да се бориме да спасиме Македонија, не само во символичка смисла на зборот. Ние мора да се спасиме, да креираме политички систем, да креираме изборен законник, кој што ќе биде за добро на сите, не за политички партии, дека сме ние сега. Замислете, ние сме фантастични, законот е без везе, ама ајде, не одиме по тоа, не сме успеале самите да го промениме тој криминален изборен законник. После во нашата партија демократи доаѓаат не знам какви луѓе, кои што можда нема да бидат исто така како треба да бидат во конкретниот случај, зборувам. Се менуваат генерации. Значи, ние фактички не заштитуваме демократи, не заштитуваме другите политички криминални структури или нормални партии. Ние заштитуваме системот. Систем, за да утре кој да биде, да менаџира со државата, на власт да биде. Кој да се надпреварува во трката за градоначалници, советници и пратеници, да има пред себе фер и демократски изборен закон кој што ќе спречи криминалните действија и криминални избори. Так. Па тоа е најважно, бе, трајче. Како што кажам на почетокот, криминален изборен закон е спроведен од криминалци. Што добиваме на власт? Криминалци. Што очекуваме да се промени? Ништо нема да се промени, така да... Но повторно ќе кажам, вие говорите за правда, за право, за разлика од, значи ги бирате зборовите за разлика од многу од некои ваши колеги кои јавно на тебе дебати велат од моето тефтерче. Кога јас кидам на вас, ти си пишам во моето. Кај вас не гледам никакво тефтерче да има нешто и таква работа. Кај нас има нешто друго. Прво сакаме да креираме правна и функционална држава. Што тоа значи? Тоа значи сум живел доста долго во Америка и нормално не мора ни да живееш таму, знаеме, денес имаме интернет, имаме телевизија, имаме YouTube, имаме се. Може слободно да видиме и да знаеме и преку школа, училиште, дека кои земји одат напред, кои земји се економски развиени и во секој поглед. Значи, таму што се работи? Таму се работи и работи и работи. Овде кај нас во Македонија, за жал, на власт доаѓаат луѓе кои што прво не се честни, не се хумани, некои од нив за жал се лоши луѓе, а што уште полошо, некои од нив се психопати. И што се случува? Ние, што можеш да очекуваш од ваков тип на луѓе? Тие научија дека во политика има многу пари. Бидејќи буџетот на Македонија е 6 милиарди евро, пример,
и во општините, еве на пример со Битола. 40 милиони евра е буџетот за една година. Во последни 4 години, значи Советот со градоначалникот потрошија 160 милиони евро. Господјата Габриела, кој што е 12 години на Советот, преку НЕЗЕ, заедно со градоначалникот, кој да е, има поминато скоро 500 милиони евра. Кај се тие пари? Се фалат со тротоарчина, со улички, со ѓубрето, гледате што ни се случува во Скопје и нормално низ цела Македонија. Старци се шетаат, деца касаат, Сигурно. зарази шират. Значи ние што зборуваме? Зборуваме нешто, ова е нешто ненормално. Негува. Наместо да зборуваме за економија, за здравство, врвно, за образование, за инфраструктура, да имаме здрава животна средина, да имаме висок стандард, да не бегаат младите и повозрастни стручи кадри, да имаме високи плати, како што реков, животен стандард, да можеме да водиме грижа за старите, за болните, за изнемоштените. Па не гледате секоја болница во Скопје што е и Македонија државна стоја е претворена во мртовечица, бе. Абе мораме сите кои што имаме малце поќе пари да одиме во приватни болници. Па оди во наши болници, упут добиваш, нема, вика што си дошол, па магнетна резонанса или нешто друго некој, па не ни работи 2 месеци, 5 месеци, па немаме ова, па немаме она, и на крај темота дојди другата недела или по месец дена, одиш таму бидејќи немаш пари сигурно, и после ти кажа, ништо не правиме од ова, ти ја кажува докторот вистината или сестрата. Нема апарати, нема ништо. Да не зборувам, немаме ни лекари, ни сестри заминуваат или во приватни болници или во странство. Или се отварат своји приватни ординации. Значи, ние сме држава да не жали некој. Велите дека во Македонија владеат лоши луѓе и така натака. Ова што го говорите толку повеќе е така, што дури се добива впечаток дека не мора човекот да го познаш лично, за да знаеш дали е добар или лош, заради тоа што одредени политичари на Facebook гледаме како се однесуваат и пцујат, и вреѓаат, и 300 работи прават, така да, а не па нешто повеќе да го познаеш човекот, одма ќе ти текне и ќе знаеш за кого станува збор. Трајче, делата го красат човеко. Убаво кажува пословицата. Делата го красат. Не слушај што некој ти кажува, гледај што прави. Да се разбериме. Македонија 35 години како независна држава е тотално уништена. Знаеш ти колку супер богаташи има политичари. Знаеш колку супер богаташи бизнисмени има кои што не го заслужуваат богатството. Не се тие како во Германија, Америка, па фирми отвараат, па не знам. Има некој честни исклучок, се разбира, не зборувам за политичари, има честни бизнисмени, ама тоа се малце. Све друго е кај се тендерите, дај шо поќе да украдиме, дај да поделиме. И не може веќе во Македонија да се зборува само за ѓубре, тротоари, улици и глупости. Значи во Македонија мора да се зборува број 1, да се бориме против политичкиот, стопанскиот криминал, митото и корупција. Тоа го уништува ова општество и нашата држава. Затоа и не уништува како луѓе. Мораме да зборуваме секој ден колку пари ќе инвестираме во економијата. Не можеш ти да имаш влада. Не можеш да имаш луѓе кои што владеат, еден ден нема зборувано, ќе инвестираме пример 2 милиарди евра градење на фирми и фабрики. Под фирми и фабрики подразбирам електрани и све што може. Каде што ќе вработуваме луѓе. Каде што минималната плата ќе биде минимум 1000 евра и повеќе. Видејќи како растат цените. Ова е лудница, зборуваат тие и се расправаат дали од 24.300 минимална плата да биде 30. Еве гледам и синдикатите. Значи, тотално не знаат кој кај терат. Па кој може во Македонија со 24.300 да живее? Кој може во Македонија да само да се вработува во јавната администрација? Па тоа е злодело, бе, Трајче. Ние треба да градиме фирми, фабрики, дали тој ќе бидат наши на градовите, на општините, на државата или ќе биде јавно-приватно партнерство. Дали ќе бидат инвеститори од странство или домашни, не е битно. Битно е, ние мора да произведуваме нешто. Јас многу пати сум кажал со земјоделството.
Ние треба да имаме по цела Македонија мини фабрики, ништо да не се фрла. Треба да му гарантираме на земјоделците откуп и цена наредни 10-15 години додека се стабилизира земјоделството и земјоделците. Не сакаме да имаме ние сиромашни земјоделци. Не сакаме младите да бегаат од селата, а уствари веќе скоро све заминато од там. И нормално Скопје како главен град, па и Битола, поголем град, Тетово, Куманово, луѓето масовно заминуваат, поготово младите. Жал да ти е. Ние за тоа не зборуваме во Македонија. Не зборуваме да се гради нешто. Единствено што се зборува за патишта, што е многу важно да имаш добра инфраструктура. Ама Едно Косово не претрка кога сме кај патиштата. Што вчера стана држава. па цел свет не претрка. Па цел свет не претрка. Зошто? Затоа што прво на власт имаме неспособни луѓе, а второ имаат афинитет. Болни се за пари. Болни ова власт, претходната власт, 35 години, докажано нема што јас да зборувам. Не сакам само да зборувам фактите, јас како човек кој што живеел во странство во Америка 30 и нешто години. Таму трајче се зборува само за развој, за напредок, па гледај најновите достигнувања, научни достигнувања кои што ги користи свето. Дали е лекови, дали е кола, дали е начин како се гради некоја зграда, куќа, материјали, било што доаѓа од странство. Еве, овој телефонот твој, ако погледнеш те Samsung, па Apple, па не знам кој, молим те, компјутери доаѓаат од најразвиените земји. Кина го поплави свето со производи, секакви, и квалитетни и неквалитетни. Значи, треба да се произведува ако сакаме да бидеме. Затоа викам, ние кој ќе менаџираме со државата и со градовите, ќе види народот благодет, затоа што кај нас нема да има политички и партиски вработувања, што викам криминални вработувања. Кај нас има вработување по квалитет, бе човече. Нема да има по националност и религија. Каква националност, каква религија, тоа е најголемо зло. А знаете, тоа го креира овие политички структури. Демек мора да се вработат нашите, вашите, кој наши, ваши, ние сме сите исто. Македонија му припаѓа на сите граѓани. На сите граѓани. Ми сакам малку да се навратим околу изборите. Дали неизлезеноста на населението од 52% на овие локални избори придонесе за овие резултати што ги имаме денеска? Па види, Во однос на демократи. во однос на демократи допринесе, требаше повеќе да излезат луѓе, бидејќи тие луѓе што не излегуваат, тие не сакаат да гласат за овие криминални структури. Тоа е јасно. Требаше да излезат. Но исто така многу што допринесе покрај што неизлезеноста е и самиот изборен закон, кој што кажав дека нас не блокира, ние не постојавме на овие избори. Ние бевме тотално блокирани. Знаете како е кога одиш во една општина како Битола, Скопје, кога гледаш билборди на секој чекор од овие 3-4 партии се на нивните кандидати и тебе ти викат имаш само едно место да ставиш таму на некој ќош или нема место. Јас се јавувам, викам дајте ми билборди за Струга, вика нема. Дајте ми за Битола, нема. Имало пред тоа 1-2 негде во некој ќош. Значи, да не зборувам дека ние фактички, прво јас не сакам да ги окривувам луѓето што не излегле, но на луѓето морам да му кажам и му кажувам, ако продолжат вака да не излегуваат, секогаш овие структури кои што владеат со нас ќе доаѓаат на власт бидејќи тие имаат доволно гласачи. Затоа, ако сакаме да промениме од корен и да биде во наш бенефит, ние мора масовно да излегуваме. Никогаш нема 100% да излезат, но доволно е од 100% гласачи кои што се во државата да излезат 70-80%. Можам. Еве, например, Левица, дали е своевиден тројански конј? Еве, во Тетово и во Струга, што стори? Дали чувствувате дека вас ви одмогна, а помогна на Дуј, например? Па кандидирање на свој. Па видите, пример веќе земиме Струга. Тие кандидира човек кој што е пратеник во собрани. Пред известно време преседатело зборуваше, јадеше трици,
дека наводно така не треба да биде, штом и бараше одма да си дат оставка пратениците ако веќе се кандидирале на некои позиции, зборуваме за време на парламентарните, да, за Димета, што го викаме малецкиот Диме. Значи не сакам ни за него стварно да зборувам многу, бидејќи човекот забегал, ама не е тоа битно. Да. Битно е што јас се кажувам секојаш вистината. Значи, што има ти да кандидираш некој за да му помогнеш на Дуи? Затоа што тие таму знае дека тие нема да добиен. Таму требаше ние сите да се обединиме и да се бориме против злото. А знаете кој е злото во Струга, Битола, Скопје, Тетово? Злото не се националните партии, само албански, македонски, влашки, турски, роми. Злото е сите тие партии што досега владеа во Македонија, 35 години некој од нив, некои се формирани пред 20 и нешто години како Дуи, некои се формирани наводно сега, ма тие се веќе стари партии, ако се формирани сега, бидејќи тие цел живот биле во Дуи, во СДС или ДПМН или кај било. Значи, злото е што овие луѓе кои што седат позади овие партии се криминогени. Ништо добро немаат направено во овие последни 35 години. Кој поќе, кој помалце. Во Струга, кандидатот за градоначалничката на левица не се појави ни на тој дел. Види, тоа беше игра за да може да му помогне и сега се договарат, се разбира, еве за конкретни случаи за во Скопје, се договарат, бараат помош од сите. Бараат од Дуи, бараат од СДС, од сегде. Значи е валкана игра, покрај тоа што се прикажува на сектата левица како нај, бидејќи има 6 претеници, има некоја предност голема. Мислите има шанси за во Скопје да... Нема шанса, нема ни да добие, нормално, туку друго ме беше зборо. Многу е важно да запамтиме дека кога се прогласуваш сами о себе како таа партија, дека се патриоти, македонски, се против муслиманите, па после оди се клањаш на гробот Енвер Оџа. Енвер Оџа беше диктатор. На албанците во Албанија имаше тотално затворено, ние знаеме историја. Што има ти да се клањаш, па после размислува, па доволно бев против за муслиманите да добијам гласови од македонците, како ние македонците да ги мразиме, муслиманите не ги мразиме. Ние живееме со нив и ќе си живееме понатаму. Јас како демократ никого не мрзам, не сум против, нема везе вера религија. Јас сум сите заедно во Македонија, честни граѓани, дали се македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, торбеши, роми, турци, не е битно. Ние треба заедно да ја градиме ова држава. Ако се делиме, ќе ја уништиме, како досега што ја ништа. Значи, ние повикуваме на единство, соживот. Нема тука што си како си, но политиката позади врати, тие имаат и некои од овие имаат своји советници, се договараат. Дај ми толку директорски места. Еве ти што спомнуваме, не сакам име да му спомнувам, но во Скопје има 3 директори и можда и повеќе. Има вработено доста нивни луѓе, левица. Да. Оти никако демократи не се буни, па не вика ние сме против криминалните политички партиски вработувања, да се спречи. Сега дојдоа, зедоа 6 пратеници, мисля готово и се почнуваат истата приказна. Леле, кукаат, плачат дека му зеле 400.000 евра, а не кукаат и не плачат на време и сега дека треба да се промени криминалниот изборен законник. Сега биле втора сила во Македонија, како што се само прогласи. Сами се прогласија, може да сонуваат за втора сила и не се важни бројките. Еве, ДПМН победе, но како криминална структура ДПМН победе. Така, и ќе победи, ќе има најпоќе. Но што е нивниот успех? Да дојдат на власт поново и да ја плачкаат државата. Знаеш што е сила во Македонија? Тоа се демократи што доаѓаат и нудат фантастична програма, идеологија, промена од корен.
А не сега имам 200-300 гласови, па му паднале гласовите од лани, имале 400 нешта, па за 141 гласови, помалце сега имал ДПМН. Не бре, знаете што се работи? Се работи дај да ја спасиме државата, дај да понудиме решение, дај да развиеме на врвна економија, да уништиме криминалове луѓе. Не гледате судството, јавното обвинителство, полицијата е инфицирано со тежок криминал. Бре, овде нема живот повеќе ако ова не го смениме. Па не гледате какво менталитет имаме. Тие што гласаат за овие криминални структури, како може да додат дома и да спијат? Јас ги разбирам тие, некоја мала група што краде и со они пустоши, има огромна корис. Но како може, бидејќи некој е вработен од таа некоја си партија, дека сната, дека детето, дека ги лажат со години ќе ве вработиме, нема кај да ги вработат, се разбира. И ти одиш, животот ти го уништија, ти ги збркаја децата, ти ја уништија фамилијата и одиш гласа за овие луѓе кои што ти се джелати и гласаш за што? За самоуништување? Да се самоубиеш? Зошто гласаш? Не можам да сватам. Затоа што треба ние сите да сватиме една работа. За зло не се гласа. Се гласа за добро. Не сакаш да бидеш на страната на ѓаволо. Сакаш да бидеш на страната на Бога, ветрече. Така. Не сакам да мешам религија, но сакам да дам споредба. Дека кога одиш гласа за некој што те уништува. Еве, во Битола скоро сите гласови ги зедаа кој? Тие што владеа, што ја уништува општината Битола. Од градоначалници до советници. И се гордеат, века, видете, ние направивме фантастичен успех, ние победивме, добивме толку и толку илјади гласови. Јас сум сила сега во Битола. Како што господјата Габриела се прикажува, сила со гласовите на СДС што ги зедоа пола поќе и сила со криминалните бизнисмени од СДС и од други партии. Замислете како креираат една лажна илузија за себе, но благодарение што демократи постојат, што ја зборуваат вистината, што нудиме решенија 99,9% и што знаеме сигурно дека ќе креираме една функционална и правна држава. Една за секогаш. Време треба народо, гласачите да се освестат, да излезат и да гласат единствено за демократи. Нема за кој друг да се гласа. Све се ова другите преваранти, метречи. Господин Јорго, ги прокоментиравме и ВМРО и Левица, ќе биде неблагодарно доколку не направиме една анализа на СДСМ што доживеа овие локални избори. Еве, двете подпредседателки на СДСМ излегуваат јавно и говорат. Едната беше кандидат за градоначалник на Скопје и направи големо ништо. И говорат како не доживеале пораз, него напротив велат победа. Мислам смешно ми е да го велат победа и дека им бил голем успех. Голем успех им бил. Прво порака до тие господи и до сите што се во СДС, во врвот на партијата и до гласачите. Не дека тоа е неуспех, тоа е срам и брука да бидеш дел од СДС, да бидеш дел од криминална партија која што прерасна во криминално здружение. Прво е срам и брука. Јас многу пати си имам прашано зошто не се честните луѓе дел, ако се веќе честни, како тие се прикажуваат и горди, дел од демократи. Зошто сака да биде дел од криминална политичка структура кој што не јас дека велам. Што викаме делата го краса човекот, дека 35 години докажуваат дека се зло за Македонија. Ја уништуваат Македонија. Ја плачкаат, да не зборувам од времето на приватизација, плачкање на фирми и богатството на Македонија на народот. Да, значи јас вака ги прашувам се, ќе ги прашам сите. Јас ги разбирам тие што имаат голем финансиски интерес и што се по природа лоши луѓе, криминогени и психопати.
Ги разбирам да бидат дел од овие криминални политички структури. Но јас не ги разбирам добрите луѓе. Зошто се дел од СДС, ДПМН, ДУИ и тие 6 на парти? Зошто се дел од знам, зошто се одвлен? Меđutim, 4. пат победува бе луѓе во Чаир. Го накази Чаир со диво градбит. Кој знае колку пари има испокрадено. И луѓето вика браво, победе. И таму пола албанци и поќе гласат за него во Чаир, гласат за ДУИ. И се јас ги прашувам и албанците, и македонците, и сите по национално што гласаа за овие луѓе. Зошто гласате бе луѓе? Да ви се доуништи живото? Да ви заминат децата? Да имаме болници, мртовечници кои ќе одиш таму да умриш? Наместо да те лечат? Зашто гласате бе луѓе? Посвестете себе, дојдете во демократи, да направиме промени и ние да бидеме како мала Швајцарија. Дај бе луѓе да имаме и ние добар живот. На овие години мене не ми треба ништо, само ми треба мир и спокој. Јас немам мир ни спокој во Македонија. Затоа што гледам како ова држава тони, како луѓето страдаат. Затоа мојата порака до сите е, поготово ме праша за СДС. Да. Како и другите што кажа партии, тотално криминогена партија, партија која што за жал ја уништуваше Македонија и денес уништува, и тие две господи слободно може да дојдат во демократи и ги повикувам. Колку е стеснен просторот на Филипче, уште колку може да се препока лево десно за да остане председател на Социјалдемократскиот сојуз? Дали има голем маневар? Не сакам да коментирам за Филипче, бидејќи не ме воопшто интересира. Филипче е дело на Заев, а Заев е дело на Бранко, и кога гледаш тоа е таа една група на луѓе кои што за жал на место како вела дека бил врвен лекар да си биде лекар, влезе во матни води и за жал ќе тони, но сите овие партии што испомнавме се зло за Македонија. Историјата ова ќе го памти, јас што зборувам, што другите луѓе зборуваат, има многу луѓе што го кажуваат истото, го слушам помеѓу народо, ќе памти. За да не ја изгубиме Македонија, затоа се формира демократи од народо и секогаш ќе работиме за доброто на Македонија и народо, бидејќи ние сме народо. А ова багра се знае. Затоа реков, не сакам повеќе да зборувам за нив, само едно ќе кажам, делата нивни кажуваат се. Нивните дела се зло. Една работа нема добро направено за Македонија. Една работа. Сите овие партии, поготово ДПМН, СДС, имаат имот во милиони евра. Запрашај се од кај му се парите. Запрашај се. И да не зборувам сега, најнов тренд има преку 1.000.000 евра во, се слуша, популарната секта, Левица, успеале одма на брзина да купаат во вредност на имот во 1.000.000 евра и ќе продолжат, и ако народо и понатаму му продолжи да им дава гласови како и новие, и понатаму владеат со државата и се во можност да го дрпат буџетот на Македонија, поточно на народниот буџет, ќе се богатат. Го спомнавте Меджити, го спомнавме Чаир, спомнавме Дивоградби и така натака. Колку, условно кажано, Меджити и неговата дружина се виновни за, маку да го прокоментираме, Али Ахмети. Ахмети, нешто таму се шушка, излегува неофицијални информации дека се поднесува оставка. Зарем е возможно да го дочека Македонија и тој ден? Види, секој човек кој што е на власт или е лидер во партија, еден ден крај неминовно ќе дојде. Мене стварно не ме интересира Али Ахмети, дали ќе си даде оставка, нема да си даде оставка. Мене ме интересира што Али Ахмети заедно со неговата дружина, меѓу кој беше и Меджити, значи што тие направија за Македонија, што направија за народот на Македонија.
Значи не е само ние ќе направиме добро за албанците. Па и за албанците немаат ништо добро направено, освен што начукаја по јавните фирми, што вработија и не ги вработија дека многу ги сакат нивните албанци, ги вработија да имаат гласачи. Значи Али Ахмети со Меджити и така натаму ќе се запамтат во историјата на Македонија како луѓе кои што направија зло за Македонија. Затоа што тие го делат народ. Ние сме и јас лично и демократи против национални партии. Во Македонија ние треба да имаме граѓански партии, поточно партии каде што ќе учествуваме сите независно од вера, религија. Ова е направено, тие национални партии, кој му дозволен, не знам, во времето уште 91 кога се формира, кога станавме независна држава. Значи ова е најголемо злодело. Со одење на пензија на Али Ахмети, дали би се расчистил тој загаден политички воздух во Македонија? Нема да се расчисти, бидејќи Али Ахмети е еден од тие фактори. Значи, пазите, Дуј е инфициран со криминал. СДС со криминал инфициран. ДПМН со криминал. Се знае. Влен, бидејќи лидеро и тие сите што се собрани таму од кај потекнуваат со криминал. Знам со криминал. Ова е страшно нешто, сите, верувај ми, и тие нивни шеја се и нешто коалициони партнери. Еве да те прашам нешто. Зошто викам медиумите се соучесници? Зашто се седмата сила, дали тоа што? Не, затоа што тие не се борат, не го представуваат народот и Македонија, не работат за наши интереси, тие работат за интересите на партиите, дека нормално партиите ќе му фрлат некој динар. Така? Тоа и го мисле, да. Тоа, знаеш, се сакам да ти кажам, во Македонија нема политичка структура што е чиста, што сака да се бори против злото. Калкулираат и други помали партии, калкулираат. Не гледа зошто влегуваат во коалиција со овие поголеми криминални структури. За да добијат нешто, некој директорско место, некој динар, а не гледаат дека со самото влегување во коалиција со нив ти што правиш? Ти му даваш легитимитет. Еве знаеме кои се тие, дали е Павле, дали е Павле на Восекош. Павле е цар. Павле ја продаде Македонија уште кој се роди. Значи, ние едно можам само да кажам и другите, ајде да му спомнувам имења, веќе тие се нели за... И господинот Страшо Ангеловски му замери сега на Павле. Страшо Ангеловски, не сакам да коментирам, прво не го знам човек, само знам неговата партија, коалицираше, работеше порано со ДПМН и не знам со кој други, не ги познавам многу добро, не морам и не сакам ни да ги познам сите, и сега е со ДПМН, се разбира. Така тие си работат скришно, ние ќе одиме сами, како што има некои други партии, вели не направивме успех, све беше во ред, ама му честитам на ДПМН и не знам на СДС за успех. На кој му честиташ? Ти не направи ништо затоа што ти си блокиран, бе човече, ти ги зедоа сите медиуми, ти зедоа парите, ти зема време да се рекламираш, те понижија, немаш контрола на гласачките ливчина. Мислите дека ги земале парите? Штом така велат да не ги земале парите? Не, тие му дават нешто настрана во скришно, ама поентата е во ова. Кога ти имаш 4000 избирачки места и не можеш да поставиш 30, 50, 100, 200 наблюдувачи, ти знаеш како ги крадат најповеќе гласовите? Одиш таму, гласаш. Ливчето влегува во кутијата. Тие го бројат. Некојаш го чкртаат да има као неважечки ливчина, а тоа и ги бројат. И после велат, ако немаш представник наблюдувач таму, и ако се, пример, ДПМН, СДС, и некој и е трета кој е, и вели, слушај, тука има ова партија, 50 гласови, дај ќе поделиме помеѓу нас. Бидејќи откога ќе се затворат кутите, во историјата на Македонија ниеднаш не се изброени отворени кутите. Ние, се ќе ти кажам, кога бе парламентарните избори, имаме поднесено представка до Управен суд.
И таму ти седат 5 судики. И ти одиш таму и те прашуваш, што е проблем? Па ние се жалиме затоа што сакаме да ги преброиме ливчината, неважички имаше 50.000, не е битно, ко сега. Па сакаме да ги преброиме сите ливчина, нормално сите партии одненаш да се собера, да си има представници да избрам. Нема, господине. Не можете, затоа што немате докази дека е направено криминал. Добро, ние еве бараме да се пребројат ливчината. Да ги отвориме кутиите и да видиме кај се тие шкртнати. Оти тие кои се окружиш демократи, Да. па после некој го шкртни, ама важно и демократи е таму. Пример зборуваме. И на записниците најпоќе не крадат. Не е битно во кое избирачко место, тие што се таму, дечки, або овие зедоја 10, 50, 30, 100 глас, ајде дели ги, нема кој тука да не види, подпишуваат записник и после велат. Во ова изборна единица, ова партија има толку, ова партија има толку. Тежок криминал. Кој ќе имаш камери и други методи, нема крадење. Ма што го велите, страшна работа докога е тоа така, тоа е. Па така е, душ. Страшна работа. Како е? Еве сега ти кажувам на нашиот кандидат Изет Зењеловиќ. Во Тетово. Во Тетово, брат, ви којдов да гласам, и со други луѓе, барем да имаше 20-30 гласови. Вика ги нема. Страшна работа. Еве, јас имам браќа сестри, и се одиме сите заедно, 20 души сме. И одиш и ти вика нема. А тие не знаат дека тој му е брат. Дека ќе каже јас гласав тука за брат ми, не гласав за кој, да гласав за дуи, за друга партија. Кога сме околу гласањево, која е вашата процека за преостанатиот втор круг? Например, има интересни општини како што се Карпош, Кичево, Струга, Скопје? Карпош, Кичево, Јас немам проценка затоа што Дали ние демократи може би подржал некој кандидат од овие? видите, ние ако поддржиме некој кандидат, самите себе се негираме. Овие сите кандидати што се доаѓаат од криминални структури, кои што Македонија од нив страда 30 и нешто години. Зошто јас да ги поддржам? Што да кажам, гласете за ова, изгласете за оне? Еве ве прашувам вас, зошто би ги поддржал? Сте имале понуди? Па ние може да сме имале понуди, но ние нема ни еден да поддржиме кандидат. Знаете зошто? Затоа што кој да дојде, тешко нас ќе биде. Има некој полоши, некој малце подобри од полошите, ама сите се лоши, бетриче. Што да поддржуваме? Не па прашувај вакви прашања, смешно е. Што дали да како поддржуваме? председател на демократи, може би, што мислите за предвремени избори? Ќе има ли предвремени избори? Па види, дали ќе има, тоа не зависи од нас, тоа зависи од пресметките на владеачката партија со неговите коалициони полтронски партии. Така да тоа е ние ако има одимен избори, дали ќе има превремени или регуларни, се припремаме од сега. Затоа кажав на почетокот, ако има некои честни политички структури, ако се смета дека се честни, да ни се придружат, исто и граѓански здруженија, исто и граѓани. Да формираме еден блок, еден фронт и да влеземе во собрание и да почнеме оттаму да ги рушиме. Една за секогаш. Така. Што беше пресудно за во Битола да имате ваков резултат? Дали се свесни битолчани за кого гласат, како гласат? Види, битолчани што се свесни, тие не излегоа во голем број да гласа. Тие мислеа дека па да, еве, демократ има шанса, Јорго има шанса да победи како началник, да направи добар резултат, но не излегоа. Другите што гласаа, тие се луѓе, како што кажав, има 2-3 категории. Едни се тотално послушни, дисциплинирани гласачи на овие политички структури, зборувам СДС, ДПМН, другите се заплашени, бидејќи преку вработување и подкуп. Значи, сите што гласаа за овие, можам слободно да кажам, се заведени, заплашени или некој направил грешка. Да гласаш за некој што бил на власт, а Битола пропаѓа, и гледаш дека нема ништо направено добро, не навлегувам сега во криминало, тендери, мендери, јас сега зборувам, Битола
како град ја водат луѓе, имаш, како што спомнав, советничката 12 години во Советот последни, имаш и други луѓе, што се можда и подолго, 8 години и така натаму, имаш градоначалник кој што нема добро направено, ништо, и одиш па гласа за нив. Тоа се незаведени, туку некои од нив се не можат подалеку од носот да видат, и шо прават со тоа? Давајќи гласови на нив, а не ни даваат нас на демократи, мене и на нашата листа, тие самите се уништуваат. Шо вика самоубиство, знаеш? Не. Кога играш руски рулет, имаш 5 куршуми, а 6 треба да вртиш и сега велиш, ма еден нема да ме погоди. Тешко нас, знаеш. Затоа сепак велам ги повикувам сите гласачи во иднина и на Македонија и на Битола, се разбира, да гласаат за квалитет. Тоа му дојде како е Иво Чајер, победува изад меѓути, а се вели, се знае дека најмногу дивоградби има во негово владење. Дали можеби народот пати од Алцхајмерова болест? Народот брзо заборава, но затоа сме тука ние демократи да ги подсетуваме. Затоа многу пати кога критикувам, кога ги нарекувам со секакви зборови, сакам да потенцирам, да сватат колку овие луѓе се лоши. Бидејќи не можам тука да излезам и да зборувам без знаеш тие, окей, добри се, не направија ништо, па и можам да речам, без знаеш тие лошо не направи и така натаму. Не, треба да се кажи кои се луѓето што ја уништуваат некоја општина или државата Македонија, затоа испомнувам за медиумите. Медиумите навлегува веќе многу надалеку во уништување на својата држава и својот народ. Бидејќи замисли ако имаш медиуми кои што ќе зборуваат како јас дека треба да се промени криминалниот изборен законник, треба да се смени систем, треба да се смени ова. И секој медиум тоа што го кажува и што форсира и излегува, бидејќи се мојкне на свој начин, ќе помогне многу и да се против криминални политички структури, против криминалци политичари и стопански криминалци, тоа многу ќе помогне. Но бидејќи тие зависат за пари од овие луѓе што ги спомнав и структури, тогаш се дел од тоа и тие се веќе станае голем проблем медиумските куќи. Еве дојде и делот каде што ќе го прочитам и прашањето од нашите гледачи, нашата верна публика, а тоа иде вака. Како го оценувате однесувањето на градоначалникот на Тетово Било Касами, кој се однесува како Тетово да е во Република Албанија? Некако со изјавите и активностите се дига себе си над државата. До сега не го кумина како него кој се дига над државата, каква и да е, но сепак е држава, како Руфи Османи или Велија Рамковски, и помина многу неславно, каква судбина му предвидувате? Па, Касами е тежок и редентист. Човек кој што сонува за голема Албанија. Човек кој што наводно ги сака само албанците, а ги мрази. Затоа што како градоначалник и пред тоа, кога делува на политичката сцена, баш ништо добро нема направено за албанците. Распродава земјиште на тетовчани за 1 евро, а позади кој знае колку пари заработува. Човек кој што стварно не го интересира ништо, само фотелја, мојки пари. Како да мислам? Па секој кој што така работи, сигурно неславно ќе заврши еден ден. За жал, во меѓувреме, Тетово, општината Тетово страда под негова команда. Тетово нема во 21. век, бе луѓе, вода. Ѓубре на секое, улици, младите тетовчани заминаја. Празни му се селата, бе. Нема болница во Тетово, што не се бори за болницата, она што викам стално е претворена во мртовечица. Каков бе Билал Касами, какви бакрачи. И јас за игра за Албанија.
Син му. Син му нека се игра за Албанија, за кој сака нека се игра. Тоа мене не ме интересира, не сакам да зборувам за син му. Со гордост го најави тоа. Да, со гордост се разбира. Значи, јас пак реков, Бил Касам е човек што сака да креира голема Албанија, што нема никогаш да му се оствари, бидејќи сме ние тука да го спречиме. И многу албанци сакаат и си ја сакаат Македонија, како ние македонците и другите националности што живеат овде. Така. Јас само не едно ќе повикам. Сите ние што живееме во држава, имаме истите права и должности да ја браниме од натрапници, манипуланти, криминалци, политичари, стопански криминалци, кои што ни уништуваат Македонија, ни ги уништуваат нашите градови и села. Ние сите треба така да размислуваме, а не дошле на власт, сега се на власт, ќе правеле ова, ќе правеле она. Па гледате со кои се здружуваат, гледате што направи ДПМН, нема кандидати во Западна Македонија за градоначалници. Како не му е страм, бе? Што е тога? Таму ќе ги делиме македонци, албанци и не знам што друго. Колку Мицковски му помогна со тоа на Касамија? Дали мислите дека, пример, Касами му направи доволно штета на ВМРО како ВМРО? Види, ВМРО е штета сами од себе. Поаѓајќи од многу изјави. Трајче, ВМРО е штета самиот од себе. Не треба Касами да му помогне, да тие се веќе се знае злосторничко здружение. Туку видите вака да се разбериме, за на народот да знае. Ние во Македонија патиме 35 години. 35 години. Преваранти, криминалци, психопати, кој не стигна да владее со ова држава. Кој не стигна, но ние како граѓани, како гласачи им помагаме. Тие не може да добијат 300-400 гласови нон-стоп со измами, но ние им помагаме. Затоа треба да се разбери еднаш за секојаш. Во Македонија, ако сакаме да си ја спасиме и да бидеме, јас шо велам наредни 15 години, една од првите 10 земји статистички во свето по развој, во секоја област, ние мораме сега одма доаѓаат парламентарни избори, независно регуларни или предвремени, да се излези народо, да се гласа за демократи. Друг спас нема. Затоа што секој глас даен за друга партија значи само уништување. За жал, ова не го кажувам бидејќи јас сакам да ја форсирам партијата демократи и самиот себе. Ова го кажувам дека досега што ни се случуваше 34-5 години, ако не ја научивме поуката, што вика еден и Господ казнува. Оти човек ако не знае самиот шо сака, ако не може да прецени помеѓу добар и лош човек, помеѓу добра и лоша партија, тогаш тој човек ќе настрада. А тоа е засега страда цела нација затоа што одредена група на луѓе гласаат упорно за овие криминални структури, што направија најголемо зло во Македонија. Затоа сакам и да ги повикам медиумите. Денес, не утре, да се свестите. Да почнете да работите за доброто на Македонија и народот, за да ја спасиме ова држава. Џабе ќе ви бидат сите пари, џабе ќе ви бидат сите врски, бидејќи гледаме, народот гледа кого форсирате. Па во вашите медиуми не престанавте дали опозицијската партија форсирате, дали владеачката партија, како не ви е страм. Земете, отворете се, работете за доброто на Македонија и народот и почнете еднаш за секогаш да ја кажувате вистината. И борете се и вие. Барајте од овие криминални структури да менуваат закони, да инвестираат во стопанството, да градиме фирми и фабрики, оти и вие ќе ги затворите вратите. Или ние ќе ве натераме да ги затворите кој ќе доеме да ја менеджираме државата, или самите ќе се уништите.
Господин Јорго, сосема за крајот сакам да ве запрашам. Слушаме дека демократи имаат план да го окрупнуваат демократскиот блок. Колку вие како председател и како партија уфрувате во пета брзина, народски кажано, со сево, и дали има вистина во ова? Па има и вистина во ова затоа што ние работиме подолго време на ова, повеќе години. Да се окрупниме и на подкасто пред ова кажав и пак ќе кажам, повикувам. Значи до сите партии, независно што сум кажал за нив, како сум кажал, зборувам за партии кои што еве не биле на власт. Зборувам за граѓански здруженија, кои што вела дека тие стварно биле граѓански здруженија, ги представувале граѓаните, дека се борат за доброто на граѓаните и на општините и Македонија. И граѓани, интелектуалци, работници, земјоделци, што ја сакат ова држава и сакат нивните деца да останат во Република Македонија и сакаат да имаме еден добар живот, како ја што сакам, да ни се придружат во демократи и одма да почнеме да се бориме да промениме криминалниот изборен законник и да одиме сите заедно здружени на парламентарните избори, за да освоиме пратеници и само така ќе си ја спасиме ова наша држава и својот народ. Не ми преостанува ништо друго, освен да ви се заблагодарам што ми бевте денеска гостин. Од срце ви благодарам и се надевам дека повторно ќе се гледаме во наше студио. Благодарам Трајче, сигурно ќе се гледаме почесто за доброто на нашата Македонија и за доброто на народот. Ви посакувам среќа. Благодарам многу, исто јас ти посакувам среќа во живот. Драги гледачи, тоа беше председателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски, а вие добро знаете дека доколку ви се допадне овој подкаст, што не се ни сомневам, треба да притиснете лайк, да го споделите како би допрво до што поголем број на луѓе и нормално да притиснете subscribe.